Тема на денешниот подкаст. Каде е земјоделецот во нашето општество? Секако е поттикнат од случувањата овие денови во Струмица, протест на земјоделците по повод премногу ниската цена за црвената пиперка. Но овој разговор нема да застане само на протестот и денешните случувања, туку ќе направиме една поширока тема. Ќе разговараме за тоа колку ние луѓето го разбираме земјоделецот, колку го вреднуваме неговиот труд, дали земјоделецот денес може достоинствено да живее со својата работа. Јас најпрво да им посакам добре дојде на моите гости, да се заблагодарам за можноста да разговараме денес и покрај ангажманите кои ги имаат околу протестот. Инија Василев, евидентиран земјоделец, добре дојде. И Сашко Кошев, исто така евидентиран земјоделец, добре дојдовте. И пак ќе ви кажам благодарам што одвоивте време да поразговараме на актуелните теми, меѓутоа и општо за животот на земјоделецот. Како сте? Знам дека е навистина жешко на протестите надвор, меѓутоа ми кажавте, мери ние сме навикнати на тој начин на живот, Па да почнеме од почетокот. Како живее земјоделецот? Ајде, да. Битне ми се и темата за протестот, ќе ја дискутираме, меѓутоа како живее земјоделецот. Ми кажавте, навикнати сме ние на овие температури и надвор на точно е тоа. Навикнени сме и се работи од сабање од 5 сато минимум излегуваме на нивите и знаеме понекогаш кога сме повеќе и повеќе работа кога имаме да се задржиме и до 10 до 11, можеби и 12 часот. И на тие горештини не се издржува. Колку се цени земјоделецот, мислам дека поготово оваа година, тоа мислам дека е стварно на минимум и земјоделецот не заслужува да биде толку, да кажам, понижено, да се изразам, можеби грубо ќе изгледа, ама таа е вистината. Сите знаеме колку од земјоделецот може да обстануваат и други гранки. Да, тоа е столб на едно. Тоа е столб точно на едно општество, едно што произведува храна за сите наши луѓе, било во Македонија или надвор од Македонија, може да се произведува и државата да има огромни корист од сето тоа, даноци и друго трето. Ако не е земјоделецот, нема да постојат фабрики за преработка на репроматеријали. Нема да постојат аптеки земјоделски. Нема да постојат фабрики за преработка на амбалажа. Нема да постојат возила за пренос на оваа роба. Значи, магазините, па сезонски работници и самите ние и како спомнав и државата преку царини и друго трето, се тоа влегуваат милионски суми на пари од трудот на земјоделците. И колку го ценат тоа, дали и луѓе и некој и систем, сметаме дека затоа и се тие протести сега четврти ден денеска, дека да се искажат луѓето, земјоделците, колку сме понижени, можам да кажам, некој да ти определува цена без да те праша, тоа е абсурд. Значи, моменталната цена за прва класа 25 денари не го покрива, трошиците не ги покрива. А камоли па да обстанат нешто и за самиот производител да може да една споредба од минатата година. Каква беше цената минатата година, колку е сега? Минатата година не можеме толку да се поплачеме, бидејќи во амбалажа екстра класа беше од 50 до 55 денара, прва класа за индустрија 40 до 45 денара и оваа класа што останува втора или трета беше 20 до 25 денара. А сега видите прва класа 25 денара, што значи не можеме основните трошици да си ги покриваме, со тоа не е производната цена. Така. Сашко, еве да те уклучиме и тебе во разговорот. Според тебе, кој е главниот проблем? Зошто е толку намалена цената оваа година? Значи вака, од 2019 година
нашето земјоделие е нешто крајно. Јас како производител, поголем производител, лично се сади него од 3 до 4 хектара раноградинарско производство. Се, проблемот за овие 3 години, значи не можеме да кажеме дека не беше добро, 4 години, не натера да уложиме во земјоделието. Значи ние, самите земјоделци, си уложивме во земјоделието, Во механизација. во механизација, со повеќе пластеници, со поголем труд и со работници за да имаме поголемо производство. Значи, 2019 ако сум произведувал 30 тона, сега произведувам 60. Значи дупло производство. Тоа не натераа самите преработувачи. Значи не е тоа излезено од нас. Значи тогаш ние кога работевме, ни бараа повеќе производство, ни бараа суровина. Значи ние ги ангажиравме децата. Значи јас имам 3 деца, имам ке работа земјоделие, во земјоделието пари имам. А Рома сега се гледа дека во земјоделието не излажаа. Значи што заработивме, ние уложивме. Значи ние немаме пари на страна да му дадам јас на моето дете, да му кажем, ајде, ова година нема да работиш. Значи тоа го нема. Така. Какво е чувството да работиш цела година во неизвестност, на крајот да не знаеш дали ќе заработиш или ќе си го загуба? Вака, значи ние, овие генерации, јас сум веќе 75 година роден, јас сум веќе 51 година. Значи ние сме се овие генерации сочиле со такви проблеми. А овие деца сега што се родени од 90 година па нагоре, тие не се сочени. Значи тие се сочени со малку повеќе пари. Зашто ние работихме за нив. И сега како ние да го објасниме и да му докажеме дека земјоделието е добро. Плюс со се механизација има, се пластеници има, оранжери има. Како да го задржам ново? Еве, сега сте на протест, излезени. Да. Што очекувате? Значи, и имате ли некаков одговор? Имат ли слух на значи ние моментално сме за нашите деца. Нашите деца го прават протест. Младите. Да. Ние ги поддржаваме. Не е тоа решение. Значи цела Македонија го знае тоа. Значи гласот се прошири секаде. Не само Струмичко, и Виличко, и Кочанско, и Прилепско, и Битолско, и Скопје, и овие во градот. Зошто не размислат овие во Министерството за земјоделие? Ако не е земјоделец, што ќе јадат? Зошто не размислат овие од Министерството за земјоделие или државата? Икс години назад не збориме за ВМРО СДС. Тоа да го тргнеме на страна. Збориме за живот. Ако не е земјоделецот, што ќе јадат градовите? Кога беше за протестот? Знаеме дека земјоделецот се соочува со проблеми и минати. Значи протестот Тоа беше клучно. Клучното излезе дека пиперката ајвака ќе ни ја земат за 25 денари. Значи тоа е жално. По математика 1 кило пиперка се произведува за 29 денари, запирка 30 дени. Тоа е трошок. Трошок на кило пиперка. Производна цена. А вас сакам да ви да ја земат на 25 денари. Значи ние од старт сме 4 денари и 30 дени во ѓумучо викат старите. Така. Тоа е проблемот. Да. Зошто не се, значи експерти има, нека дојдат. Ние не бегаме од одговорност. Не бегаме од вистина, не бегаме од реалност. Значи нека дојдат инспекции, нека дојдат да видат што се работи. Да видат како се работи. Нема комуникација, се седне на маса. Нема, значи нема никаква комуникација. Значи они се едноставно ние сме оставени луѓе сами на себе си. Така. Илија, имаат ли земјоделците доволно преговарачка моќ и за да го решат ова се?
Знам дека долго време нели сте во земјоделие, долго време се Да. соочувате со вакви проблеми. Каква е ситуацијата сега? Имате ли доста за да се реши кај една ситуација? Мене ме радува што еве сега младите го покренуваат тоа, како што напомна и Сашо, ние родителите стоеме позади нашите деца. Доволно мог дали имаме да покренеме нешто, па ќе покушаме. Сакаме да преобрнеме, да се види оти без земјоделицо е главна стожер на таа држава. И уназад неколку години сме протестирале за некои одредени култури, ама оваа година што се вика е преличашата, и уште од почетокот со зелката и фолијска и неотворено, па на денешно време на тие сите цени што са репроматеријали, нафта, бензин, на 5-6 дена да береш килограм зелка, ако си сам или немаш поголема тајфа за работа, повикуваме и работна рака. Така. Работна рака скоро со сите трошици храна треба да му дадеш на човекот, треба да му наведеш дневница, па и превозни плачки ти излезе негде околу 2000 денара, што значи половините пари што треба да ги заработиме, ги потрошуваме. И на крајот не останува ништо, иако е производната цена 29 денара на куртовската и зелката е тука негде околу 20-22 динара, а ние дававме за 5-6 денара, па колку ти одбиват. И што најжално, јас многу пати потенцирам и се доваѓам и можеби и до расправи со откупувачето, што ова година се случи нешто невидено, а инспекцијските служби не реагираа. Одеш на магазина, растовараш, не ти дава кантарна белешка, или ако ти даде кантарна белешка, килата нема да ти ги каже кои са, цената нешто посебно, па колку пари на откупните центри и фактички не знаеш колку си однесел денеска од таа берба, или колку е цената и што е. Тоа го нема никаде. Треба тоа... Нема контрола. Слободни се, они се заштитуват. Ако ни дојде инспекција, ти си унесел 3 тона, он ти пише 2 тона, па таа цена што ја откупува да покри таа ќе лаже што е. Како што е ова година, уствари, тешко може нашите млади деца и млади се, да, повеќе се и млади сега, да. Зборимеше, јас за горе-доле многу не сакам и децата да се занимаваат со земјоделие, бидејќи може да кажем јас уште една. Значи, значи вака. Ова година лично, значи јас лично, како производител, 3 хектара и 200 квадрата и свезрех цвекло. Добро. Значи, никој нема ме пита колку имам трошок, дали имам трошок, дали немам трошок. Значи, некој си направи волјата да го земам за 5 динара. Значи, јас кој да питам, или кој да, на ниво на Македонија, дали министер, дали кој да е, да го прашам. Што има за 5 денари? Сега. Значи јас сум дал трошок. Вешко ѓуре плаќам ДДВ. Прилив пари на државата. Себе прилив пари на државата. Нафта прилив пари на државата. Препарати прилив пари на државата. Зошто мене никој не ме праша кога дојде екот за цвекло или за зелка на отворено, да ми каже, да, господине, вие имате садно 3 хектара цвекло, што правиме со твоето цвекло? Па затоа ми е прашањето, кој ја формира цената, кој одлучува? Ке дојдеме тоа. Значи, никој не те прашува. Значи, ние сме оставени самите на себе. Мене, ако ми рече некој, еве, вие да ми кажете, Сачко, вие до година ќе садат 10 декара цвекло. Јас сам 10 декара ќе се откупа. Цената 10 денара, завршени ми се. Толку не садам повеќе. Оти не може да го продадам. Значи нема кај нас преговарачки капацитет или во Министерство за земјоделие. Не сака. Знаат. Значи ние поднесуваме
за површина. Моите површини ти кажувам што се садим. Дали црвена пиперка, дали зелка, дали цвекло. Во Министерство за земјоделие има цели информации. Зошто некој од Министерство за земјоделие има комисии да дојдат во село Муртино, Босилово. Ние многу малку работиме во Струмички регион со земјоделска гранка. Струмица е позната по... Да. Зошто не дојдат да направат? Да кажеш, значи на Македонија, ние за македонскиот пазар имаме роба, имаме храна. Еве ја. Ќе дојде ми до тоа. Зошто визуваме? Зошто некој не сака да се замара со земјоделските гранки? Не сака да се замара. Значи, нашето поле, Струмичко поле, тоа, јас сум од 10 години земјоделец. Од 10 години. Од раѓање. Да, значи нема што не раѓа. Дали граф, дали грашок, дали морков, дали цвекло, дали репа, нема што, дали кромпир. Значи нема што нема. Нема што нема. Не бами, да спомнаме Ратка рефе култура, бањата, значи он успева. Значи нема што не успева. Ано ни треба координација. Треба и да ни каже некој, да ни каже. Исто за пиперката. Значи и за пиперката е проблем. И сега да се вратиме кај пиперката. Да. Земјоделецот, откупувачот или трговецот, кој најмногу заработува во моментот? Јас мислам оти заработува преработувач. Зошто? Зошто преработувачот му наредува на откупувач. Цената е таа. Да земаме ВМВОЧ, БМГ, Зплас, Тони, Орепром, значи Сега нека се откупувачи, да не ги кажуваме. откупувачи. Значи да, тие. Ако каже преработувачот, јас можам да земам на таа цена. Сега на пример, Вори, што е големата, и Дием, вика така, ние може да земаме на 25 динар. Они това го кажуват на откупувачето. Значи откупувачите кажуват на нас. Да. Така се оди алката по... Да, Арно, од тај сад дел не е запознано Министерство за земјоделие. Што најбитно фактор. Има ли ингеренции Министерството за земјоделие? Па сега која ритма народо, малку, ајде белки ќе има нешто. Сега може да има. Говориме белки, може. Може. За ингеренциите. Колку има? Това е Да. самото име Министерство за земјоделие го кажува своето. Уназад, бидејќи јас сум малку повозрасен од Сашко, и околу 20 години се зборува дека треба планско производство, договорено производство. Тоа не се спроведува воопште. Можат тие фабриките, можат представници од Министерството или експерти некои по земјоделие, производители да седнат на маса и да се договорат. Толку треба да се посади, како што напомнаваме. Евиденцијата е имат. Така беше и пред неколку години, реков јас и на 200 камиона зелка помина на српската граница. И Министерство треба да проведе и на бугарската граница колку камиони се поминало дневно. Едно време се товареше бустан, не само зелката, куртовската, Струмичкото поле, како што напомна Саша, да раѓа се и сешто, плодно е. Се уништуват култура по култура. Се збореше за договорена цена за тие. Треба да излезат од канцелариите. Ние имаме министерство, имаме подршни министерства што треба да ги контролират тие работи. Инспекцијски служби има што земат, нека си земат платички, ама излези на терен. Треба да се види. И откупувачето. Како функционира вашето преговарање со откупувачите? Немаме, не питат нас производителите. Се случува да кажат, ако не ја дадеш денес својата роба, утре нема ни да ти ја земам. Па се случува и тоа. Ако преговорам, јас знам да преговорам, и неколку магазина не ми даваат амбалаж. Тоа значи Ако питаш за цената, ако питаш за цената денеска колку е, зашто питаш? Ако не питаш, па да питаш, зашто бера?
Каките сме Добро, сега има ли излез во таква една ситуација? во таква Моментално, ситуација? моментално Не. излез. Ете, значи моментално излез во таа ситуација. Сега ние тие 6 деца што ги поддржавам ко организатори како што трчат да не се навраќаат нели на момбето. Едино само државата. Никој друг. Значи, ние сме спремни, јас 3 хектара изфрезирах. Гуштеник изфрезирам. Без да ќе троши голем. За пепјарката трошко. Што ти кажеш? Арома. Ние поддржаваме децата. Значи, самото Министерство за земјоделие треба да запита зашто е така. Да. Не е проблем да направиме бум. Значи, ние може да буцкаме. Не можеме да кршаме излоз или струмица. Значи, јас преска спомнав. Прегет се спомнав по струмица. Дека ни градоначалнико. Дека ни подочи министар. Пратени. Дека ни од СДС да дојдат да не поддржат. Ајде да, ако е ВМРО СДС, да дојде, било кој да дојде да не поддржи. Никој. Никој. Не Сите- станува збор овде за политика. Да, сите се кријат. Да, сите се кријат. Медиум, Да. чувствуваме одговорност да го презентират Да, вашето барање. Да, Дали имаат слух? нема, Нема. Никој? нема. Ја, градоначалник го викаме. Значи, градоначалник го викаме, не иде. Ја, подече министер, гледа на джамо, не иде. Зашо? Зашо да не дојде? Пазите. Никој досега во тие Не. 4 дена ги Не, нема. Не. А не само поддршка, и некој предлог решение. Не, Имате доставено? Нема. Нема никој до сега да дојде да Мгм. барем да не ухрабре или да каже да овеќе еве ќе преговараме ние како пратеници или градоначалници или било кој. Советници му струмите советници. Советници. Без разлика. Било кој. Без разлика. С какој- Имаме Да. 4 општини Значи, во никој не. Струмичкиот регион. Што Не. ќе се случи ако не се постигне договор за цената? Дали сте вие подготвени да не ги дадете? Дечките што го водат организација се спремни да продолжуваме се додека не падне договор. Да ги добиеме овие цени кои што стварно може да ни ги покрие трошиците и некоја минимална сумичка да останува за живот. Ете, треба и ние оврски, вода, струја, доаѓаат белешки по 20.000 некој пат струја да платиш и Да, вода но и имате, ми спомнав се пред самиот почеток, евидентиран земјоделец. Значи дека и вие плаќате одредени, нели, Не. имате обврски према према држава. држава, да. Лајке му. Како што напомна Саше, ми Колку земјоделци сте во нашиот регион тук? Имате ли лепна евиденција? Знам дека се не, многу села. има многу села и тоа мора да се спомне. Ден за ден се намалува земјоделците. Значи, да, да. Значи, овде това е исто- многу лесно да се, това е многу лесно да се најде. Министер за земјоделие. Значи, сите поднесемо таму кај барање за субвенции. И може да утврдат колку Може да утврдат колку колку земјоделци. земјоделци. Значи, јас сум понесел на моите имана. Вие сте понеселе, трет, пет. Значи, това е многу лесно. Компјутерот, штрак копчето, извршена мисија. Еве ние како медиум ќе побараме информации за да биде нели Да, да. Значи, това е многу лесно. Значи, може да потерате информации и колку кило има произведено по Куртово. Колку пченка се произведено, засадено на површина. Значи, тие се информации, пченица колку има засадено, луцер колку има засадено, тие се информации што ние сами си ги даваме на Министерство за земјоделие. Жално е што Килаже колку има. Да. Така. Имав и прашање дали се случува земјоделецот да нема каде да го пласира својот продукт, нели, својата берба. Меѓутоа сега со ова ми одговарате на прашањето дека се зависи од цената, нели, и од желбата, така би било. Од желбата на СУКЦ. Сега, пак ќе се навратам на зелката и на цвеклото. Слушай, значи сега. Сега така, да. Значи, На нива оваа година функционира. зелката помина катастрофално. Цвеклото помина катастрофално. Што значи тоа испод цена? Испод цена. Значи, Според вас. значи, според нас. Според луѓе што ги знам јас во селото. Значи, јас говорам не само за мене, говорам о име на луѓе, на земјоделци. Значи, јас може да направам средба со 100 души земјоделци, да кажем, елајте, тие луѓе го исесираат цвеклото, го изфрезираат зелката, што Тонажа роба се фрля. Да. Е жално. Се фрла ради ниската цена. Да. Значи, Не значи од сакам. 5 динара, пак ќе да спомнам, 5 динара, нема што да покрие.
Значи аз тие 3 хектара цвекло треба да ми дадат на мене 150 тона. По 5 динара. А без работници. Тие 650 лева. Да. От тие 650 лева, 230 лева имам трошок за репроматериали. 230 лева треба да дам за работници, 2 лева даде работник. Тие са 500 лева. Јас сега да искувам 100 тона цвекло Не покри да покрием трошкот. Значи е проблем. Јас не знам самото, пак кажам, самото Министерство за земјоделие нека смогна сили со тие цени 5 динара, 9 динара, 10 динара, да не си играат играчка со народот. Да не си играат играчка. Ке ви избега децата. Значи јас ке останам тука, не е спор. Јас ке садам 2 фолии за мене. Градот ке немаше да јаде. И после викаме и да. Земјоделство, ако тренд е да се иселуваат. Да. Нели? И сега вашите деца, гледајќи го овој пример, до година е прашање дали ќе сакаат да работат Да, тоа. да. Кажаме, година со година се намалува и производство. Јас се пред 3-4 години, може и 5, вадев над 100 тона. Сега 40-50 тона и сметам оти до година и ќе намалам. Еве со жито, пример, тоа е странно нешто, жито 10 динара да е откупна цена, а тука орање, тоа што ти знам што семенски материјал, комбајно и кога ќе дојде спрема климатските услови 400 до 500 кила дали ќе ти даде приход и на таа цена не можеш да се покриеш ни давачките и сметаме дека жито увезуваме дали од Војводина или од Украина и нашето жито и квалитет и се уништува. Само, јас мислам, свесно оти се уништува земјоделието. Гледат оти младите, не можеме да ги сопреме да не ни бегаат и кој ќе работи за тие цени што ги спомнаваме, поготово таа година. Това е жива катастрофа, не е сам. Сите култури можеме да увезуваме увозни и краставици и домата над 200 динара, од 200 до 300 динара килограм, а кога дојдеа нашите, од почетокот са маленки количините, има некоја ценичка, таман ќе почне да се берат повеќе, уидеа над 14-15 динара кило домати и 20 де, тоа не може да си ги покрие трошици човек. Едно конкретно прашање, еве не гледаат, ми кажавте дека никој не се појави кај вас на протестите. Не. Можеби ќе преку нашиот медиум ќе дојдеме нели до слушатели, гледачи, оние кои што треба да го слушнат. Што би им кажале на оние кои одлучуваат? Еве во Министерството за земјоделие или оние кои можат да одлучат, што би им кажале? Како да се реши овој проблем? Јас мислам... Која е првата иницијатива која треба да ја преземат, па и вие да бидете задоволни до некаде, нели се да се стварно преговарање? Моје мислење. Имаме ние подошли Министерство за земјоделие. Да се направат подхитно комисии, не една, 10. Да не седат таму во канцеларијата. Да има секоја вечер по селата да се едуцира народот. Да им се каже што да се сади, како да се сади и да им се образложе која количина да се произведе. Да не се фрлат пари без потреба. Значи, репроматеријалите се многу скапи. Да не се лажеме, они тоа го знаат. Значи, 10 грама препарат, пестицид, е преку 1500 денари. 1 кило системско ѓубре е 200 денари. Значи, да не се лажеме. Зошто деца ќе ни избегат? Јас се надевам едино на тај начин, да, има само добри работилници со народот, со младите деца. Младите деца секој пат се расположени да седат и да разговарат. Значи, и они самите веќе се одградија од ВМРО, СДС, видоа дека не бива од партии, не се живее. Кога кидате бензинска, не ги прашува дали е ВМРО или СДС. Кога кидат во аптека, ќе му земат 10.000 динара, не го прашува дали е ВМРО или СДС. И они сами веќе видеа не бива, значи мора да се направа планско производство и да дојдат од само држава. Так.
За крај, еве Илија, каде е местото на земјоделецот денес во нашето општество? Кој е твоето, мислам? Знам дека жално ова е, би било жално најтешко е, да. прашање. Помислиме на најниската гранка. Гледате ли извест, гледате ли надуш, ајде. Ако ве праша синот, знам дека работи, нели вашите, се не работат во земјоделие, но еве, ако од не работи никој земјоделие, млад човек дојде да ве праша дали да почнам со земјоделие. Секој родител ќе каже бегај сине од мудликата. Од земјоделието, кажаваме пред тоа, последните од 2019 нешто тргна земјоделието, зема луѓето некоја паричка повеќе и таман не малку и подбуцна што се вика садејте повеќе, да има повеќе ромичка, демек недостаток, па увезува се и куртуска капи од Турција се увезуваше, тога и можеше да плаќат на евро и повеќе други трошици, а сега а сега да не може. Која би била идеалната цена за да го заокружиме во овој разговор? Која би била Идеална идеалната цена цена, која нели сега вие оно се не, борите да? да, секогаш не е малку, нели? Сакаме се по-висока цена, ма реалноста измеѓу 50-60 динара прва класа, што е екстра класа, 45 минимум таа прва класа, што е Така. за и Филети што видите тоа. да, и 25 до 30 динара треба да биде Прво втор. Така. Јас се надевам дека, пак ќе кажам, ова емисија ја снимаме со надеж дека ќе допре до оние кои што треба, се надлежни. Се надевам и ние. Белки ќе чуат, белки ќе Со оние разберат. со кои преговарате и се надевам дека ќе слушнат за вашите барања, ќе седнете на маса, ќе се разговара, затоа што на крајот од се, нели, важно е да се разговара, да се седне на маса, да се преговара, само така може да се најде решение. Не бараме ние, ка се вика, преку Лепо вече. да, да, сакаме да биде реално, да има и за тој човек што ќе купи и за нас ние што ќе продадеме да има една цена која што може да биде пристапачна за сите и тај што откупува и преработувачот да има и он заработувачка. Јас пред 2-3 дена бех во супермаркет и гледам со се тегла 660 грама ајверче 195 денара. Па валда му остануват на него повеќе парички него на нас со ние за што крај да кажем. вложуваме. Не, за крај да. Да. За крај да кажем. Да. Значи пак Да. се надоврзам во Министерство за земјоделие. Таму Да. клучо. Таму е клучо Да. за нашето земјоделие. Значи да не се срама. Било дека има да се направат работилници, да се едуцират младиот народ, да се направа ребаланс на нашето земјиште. Кој што ќе саде, как ќе саде. Да не се фрлат пари без потреба. Да. Да. Пак ќе потенцирам. Репроматеријалите се многу скапи. Да знаат деца на што се. Еве некои податоци, општина Босилово негде, сега точно не знам, околу 1800 хектари, веќе 400 хектари необработливи површина има. Това е нешто огромно нешто и повеќе не се обработува, причина нема кој да работи и не Да. Јас стално потенцирам, ние веќе сме луѓе што се вика во трета деценија и земјоделци од нас не може да бидат, мачиме души да помогнеме на децата. Ама вадеме да, сакаме да покажеме да може од земјоделие да се живее, ама поготово оваа година жива катастрофа, се вратиме на 20 години назад. Јас искрено се надевам дека пак ќе кажам, ќе го слушнат оние кои се надлежни за тоа, ќе дадеме ние како медиум биде свој придонес во ова и ќе се изнајде решение кое ќе биде добро за сите. Нели, овде се вклучени повеќе чинители, меѓутоа ние сме за да има еден достоен живот и земјоделецот. Да, точно. Не сакаме. Значи ние не сакаме да имаме што вика старата рагове. Значи малку да функционира. Да си ги покриеме трошиците, да покриеме трошиците што се према држава. Без многу деца. И јас за деца се пратам на одмор. Да. На таа работа. Јас купам кола.
Да сменаме механизација. Да. Механизација од 80-та година како Мојот трактор е Да. да. Значи, мојот това е трактор жално. од 72 Да не се мислиме, еј, ај сега нема пари, шо правам? Значи жално на таа работа. Не. Тешко. Навистина е жално ситуацијата во која се наоѓа, но пак ќе кажам искрено. Ти преска нешто ме пита сега кај. Значи да направиш, момент се Ај, Се да, враќам, да, вие да, прашувајте, јас ќе одговорам. да не правиш едно производство, да скинеш плот од него, знаеш колко време му треба? период. А, период, да. Знаеш колко време му треба? Да. Му треба најмалку 150-180 дена. Куртата капија. Да создадете вие. Да создадеме производ, да го скинеме. Да го Значи ја садам февруари. Февруар, март, април, мај, јуни, јули, август, 7 месеци. 7 месеци. Да дојдеме до Чекам. производ. Да. А уложуваш. Значи ние сме подобри хемичари и тај што учил хемија. Знаеме професор. што треба да. Животот на теренот. Да. 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 И секој пат јас кажувам, слободно што вие там биди свој и биди човек, треба да остане. Значи ако имате, јас може да кажам друго. Ако имате нешто, например да правите емисии, јас сум слободно ќе организирам. Слободно ќе организирам. Ние сме секогаш отворени за соработка со граѓаните и доколку се направи, не знам, јавна трибина, јавни разговори, да. Не е спорно. слушна, еве јавно ги покануваме и другите компетентни лица, нели, и сите тие засегнати страни нека Да. дојдат, нека се Нека направи кажат, много. да, ако грешиме, ние нека кажат Да. сте грешиме, да. Ви Ние благодарам мислам, и се требаше, гледаме повторно, па ќе Фала кажеме некои подобри времења. Дај Боже, Да. да Помагате ви за удареме. да земјоделството Да. како Да. гранка која се развива и која младите ќе ја продолжат. сега есента ќе појде да садат зелки, ќе појде да садат марула, кој шо. И това може да го репрезентирате на вашите медиуми, да вие така Ние сме што... тука за сите граѓани. Не, одма Ви благодарам. Истина, Аз аз ви ви благодарам благодарам. за вниманието со кое не следевте и се гледаме секој наредната емисија. Со здрав!